Со почетокот на грејната сезона почнува и загадувањето на воздухот кое навистина загрижува, бидејќи мерењата на воздухот се веќе над дозволената граница. Во вакви услови, за да се заштитат децата, општините набавуваат прочистувачи за воздух кои се поставуваат во просториите каде престојуваат децата, односно најзастапени се во детските градинки. Прочистувачи за воздух во некои градинки беа донирани уште од минатата година, а оваа година беа однесени во градинките во Аеродром и Киселавода. Но се поставува прашањето, дали овие прочистувачи ќе помогнат многу кога надвор амбиенталниот воздух ќе биде загаден 10 пати, а некогаш и повеќе пати над дозволеното со PM10 честички. Експертите од оваа област велат дека прочистувачите за воздух се за да вршат замена на воздухот независно од кој производител се, да го заменат внатрешниот со надворешниот воздух. Во Македонија прочистувачите за воздух се присутни од пред неколку години, додека во другите европски држави одамна се практикуваат и имаат прочистувачи во сите градинки и училишта. Во простории каде престојуваат поголем број на луѓе, се троши повеќе кислород и затоа е важна таа концентрација на кислород на воздухот, бидејќи тогаш се испушта повеќе јаглероден диоксид. Доколку не се врши замена на внатрешниот со надворешниот воздух, тогаш ќе се качува концентрацијата на јаглероден диоксид и луѓето што престојуваат во таа просторија ќе имаат главоболки. Најпроблематично со прочистувачите за воздух е во зимските денови кога просториите се загреваат, а температурите се ниски, а уште по-проблематично е во оние простории каде се пуши. Тогаш прочистувачите не делуваат. Она што ги загрижува граѓаните на Скопје е тоа што постојано расте загаденоста на амбиенталниот воздух, а мерните станици не работат. Но, како што велат, и без мерачи може да се почувствува дека воздухот е загаден. Граѓанските организации кои се вклучени во овој процес стравуваат дека и оваа година единствен спас од загадениот воздух во Скопје ќе бидат поволните временски услови.